послание на апостол Павле до Филипјаните, 3 глава. Но, браќа мои, радувајте се во Господа. Зашто мене не ми е здодевно да ви пишувам исти нешта, а за вас тоа значи безбедност. Чувајте се од кучињата, чувајте се од лошите работници и чувајте се од лажно обрезување. Зашто вистинското обрезување сме ние, кои со духот му служиме на Бога и се гордееме со Христос Исус. И не се надеваме на телото, иако јас можам да се надевам и на телото. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тогаш уште повеќе можам да се надевам јас. Кој сум обрезан во 8-миот ден, од родот Израилев, од Венијаминовото колено, евреин од евреите, по законот фарисеј, по ревност гонител на Божјата црква, според правдата на законот безпрекорен. Но тоа што беше за мене придобивка поради Христос го сметав за загуба. Затоа сметам дека и се друго е загуба спрема преважното познание на Христос Исус, мојот Господ, поради кого се одреков од се и се сметам за отпад, само за да го придобијам Христос и да се најдам во Него, не со својата праведност стекната од законот, туку со придобивката преку верата во Христос, односно со праведноста од Бога преку верата, за да го познам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со Неговата, та некако да го достигна воскресението на мртвите. Велам така, не затоа што веќе достигнав или дека веќе постигнав совршенство, туку се стремам да го достигнам она со кое Христос ме достигна мене. Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Ние, кои сме пак совршени, мислиме така, ако пак нешто инако мислите, Бог и тоа ќе ви го открие. Но само да го држиме она до кое достигнавме, да бидеме едномислени и по истото правило да продолжиме. Следете го мојот пример, браќа, и гледајте ги оние што живеат според образецот што го имате во вас. Зашто мнозина за кои често сум ви зборувал, а сега дури со слузи говорам, постапуваат како непријатели на крстот Христов. Нивниот крај е погибел, нивниот Бог стомакот, а славата во нивниот срам. Тие мислат за земните работи. А нашето жителство е на небесата, од каде што го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Тој ќе го преобрази нашето понизено тело да стане подобно на Неговото славно тело, со силата преку која Тој може да подчинува под себе се.